Почитувана јавност, во изминативе 3 години покажавме што значи вистинска грижа за земјоделците и за земјоделството. Субвенциите ги зголемивме. Исплатата се одвива редовно, навремено и неселективно. За овие 3 години овозможивме директна и индиректна поддршка во земјоделството за историски рекорден износ од над 430 милиони евра. Ја воведовме зелената нафта. 200 милиони денари завршија назад кај 55.000 земјоделци. Поддршката за млад земјоделец ја зголемивме од 10.000 на 20.000 евра. Важно ни е земјоделството. Важни ни се земјоделците, затоа во наредните 4 години грижата за нив продолжува уште повеќе. Годишната финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој ја димензионираме на 200 милиони евра. До 2024 година обезбедуваме целосно бесплатно 100% субвенционирана зелена нафта за сите земјоделци и двојно повеќе пари за поврат на персоналниот данок за земјоделците. Градиме и 3 нови дистрибутивно откупни пунктови во Ресен, Скопје и овде во нашата Струмица за сигурен пласман и многу поконкурентно производство. Поддршка кон младите земјоделци и жените земјоделки продолжува. Субвенционирање на плата по 3000 денари на нововработен работник во земјоделското стопанство помлад од 25 години. Бесплатна обука на фармери за поефикасно искористување на ИПАРД средствата. Стипендирање на децата на земјоделците за едукација во земјоделските струки. Земјоделството, домашното производство се особено важни во време на оваа глобална криза. Затоа носиме земјоделски политики насочени кон создавање на одржливо, конкурентно, модерно и иновативно земјоделство со повисока додадена вредност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, почитувани граѓани, покажува што значи вистинска грижа за земјоделците. Го цени и го вреднува нивниот труд. Од друга страна, ВМРО-ДПМН и кога беше на власт и сега од позиција на опозиција ги манипулира земјоделците и гази брутално врз нивниот труд. Затоа на 15 јули земјоделците ќе изберат повисоки субвенции, сигурен пласман и повеќе пари во своите буџети и нема да дозволат обнова на газењето врз нивниот труд, на газење врз нивното достоинство.